Во манастирот во изградба Свето Преображение во населбата Циглана во Гостивар, со голем црковно-народен собир беше прославен празникот Преображение Христово. Манастирот собра неколку стотици верници од Гостивар и околината кои заедно го чествуваа денешниот христијански празник. Чинот на водосвет, прережување на славските погачи и осветување на грозијето го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со свештениците од Гостиварското архиерејско наместништво. На прославата во Гостивар беше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој за манастирот подари икона. Председателот на иницијативниот одбор за изградба на светилиштето Даниел Радески му се заблагодари за поддршката, а зборови на благодарност упати и до кумовите на годинешната прослава на Преображение. Една голема благодарност до овогодишните кумови кои што секој ден, секој час се тука за црквата. Тоа се Јован Петрович со фамилијата, Дарко Цветковски со фамилијата, Владко Божиновски со фамилијата, Дарко Стојковски со фамилијата, Маринко со фамилијата, Спасе Здравковски со фамилијата. Тоа се луѓе кои што со верата се секој ден без разлика колку опрески има. Нека мисли на сите други, што оваа година не може да биде умови, но сакам да кажем дека оваа година апсолутно секој може да биде умови. Граѓаните кои денес дојдоа на прославата на празникот со нас ги споделија своите чувства на среќа, исполнетост и позитивна енергија. Пресречна и мислев дека ќе ми падне. Имав чувство. Пред да дојдам кажав дека сум дојдена и сакам да учествувам и дека ќе ми падне париче. Доаѓате често? Да, и сакам и често посетувам манастир. Роза Ристевска. Прекрасно. Значи, го отвора денес манастирот, па имаме желба да го посетиме, дојдоме, гледаме има голема посетеност и нека е за многу години. Прекрасно. Убави е денот за многу години дено, нека е така. Што би им порачале на верниците? Да доаѓаат почесто и во манастирите и во црквите и да веруваат во Бога. Преображение по својата смисла и значење е еден од централните христијански празници. Се базира на настанот на Христовото преобразување, односно покажување на неговата божественост пред своите најблиски ученици на Таворска гора, кратко време пред неговото страдање во Ерусалим. На преображение за прв пат се јаде грозија или друго овошје, откако свештеникот ќе го благослови, во знак на благодарност кон Бога за дадените плодови на земјата.
Во чест на празникот утрово во соборниот храм Пресвета Богородица во Гостивар беше отслужено божествена литургија со која чиноначествуваше владиката Господин Јосиф. Манастирот Свети Пантелејмон крај мавровското село Никифорово од 1993 е прогласен за споменик на културата. Сепак од тогаш повеќе за манастирот се интересираат кратците, отколку надлежните установи кои треба да го возобноват, реагираат луѓето кои потекнуваат од таму. Македонските манастири се духовно-културни центри кои зрача со своето богатство и убавина. Низ вековите тие представувале духовна и културна ризница од непроценливо значење. Во последните 100 години на територијата на Македонија, според податоците што ги дава археолошката наука, откопани се 50, а регистрирани се делови од 300 ранохристијански цркви и манастири. За жал, иако археолозите во изминатото столетие забрзано чекорат во откривањето на ранохристијанските вредности, сепак и денес пред археолошката наука чекаат на стручна обсервација многу важни храмови. Еден од таквите културно-историски споменици е и манастирот Свети Пантелејмон во местноста Бор во близина на селото Никифорово, можеби најстариот ранохристијански манастир на просторот на Мавровско-реканскиот крај. На тој локалитет пред 3 децении крај малата манастирска црква откриени се импозантни темели на ранохристијанска базилика, која археолозите ја датираат во периодот меѓу 5 и 6 век, потоа темели на градба и некрополи. Ова светилиште посветено на големиот светец и исцелител и маченик Свети Пантелејмон, кој живеел кон крајот на 3 и почетокот на 4 век, играло голема верска и просветителска улога, особено во времето на Свети Климент Охридски и неговите ученици. Предпоставките укажуваат дека се работи за светилиште изградено 4 до 5 века пред градбата на Бигорскиот манастир, во кое престојувале и дел од Климентовите ученици, каде се пишувале и препишувале книги, и кое низ вековите играло огромно културно и просветно значење за населението од Мавровско-реканскиот крај пошироко. За жал, овој ранохристијански споменик на културата неоправдано е запоставен од државата. Од неговото откривање пред 3 децении од страна на жителите од селото Никифорово, стручна екипа од Заводот за заштита на културно-историски споменици на Македонија од Скопје изврши првични истражувања на локалитетот Бор, наречен по 10 борови стебла донесени пред неколку векови од некој калуѓер од светогорскиот манастир Хиландер. Во 1993 година го прогласи за споменик на културата и изврши реконструкција на малата манастирска црква. Од тогаш ништо не е сторено за целосно разоткривање на тајната што со векови ја крие ова светилиште. За жал, ако манастирот Свети Пантелејмон кај Никифорово е заборавен од страна на археолозите и науката, од кратците не е. Тој низ вековите од разни незнабожци, арамии и паликуџи повеќе пати бил пален, разградуван и ограбуван. За последен пат тој бил мета на арамии пред 2-3 месеци. Манастирската црква е насилно обиена и украдена е убаво обработена мермерна плоча од олтарот, а постаментот искршен и растурен, што ги револтира жителите на Никифорово. Случајот е пријавен во полиција, а по вандалите се трага. Урбаниот хаос и дивоградбите во Гостивар градските власти засега ги решаваат преку политички препокувања. Од ДУИ партија која го предводи Советот на општината, го обвинија градоначалникот Арбен Таравари дека не презема ништо против бесправно изградените објекти. Напротив, негови роднини, како што посочија отаму, градат на диво на места предвидени за спорт и рекреација. Таравари призна дека тоа биле негови роднини, но истите немаат никаква поврзаност со општината и им објави бескомпромисна борба на дивоградбите, кои според него во доста голем број били изградени во време на владењето на ДУИ во Гостивар. Јас немам ништо против приватни фирми кои што работат, меѓу нив се и одредени мои братучеди. Меѓутоа нема никаква поврзаност меѓу мене и фирмите кои што градат. Доколку има такво нешто, јас кажав, ги охрабрувам сите граѓани, невладини организации, политички партии, веднаш тоа да го пријават.
во компетентните органи, инаку ние ќе бидеме безкомпромисни во борбата против криминалците. Граѓаните велат дека поради неконтролираната урбанизација Дивоград би Гостивар се задуши и стана еден од најзагадените градови во државата. Сметаат дека конечно треба да се стави крај на оваа појава и да се делува превентивно, но не и откако целосно ќе се изгради бесправниот објект. Има овде инспектори. Тие треба пред да почнат да го градат, треба да одат да го стопират работава, а не кога ќе се гради да му го рушиш. Има затворен простор, воздух слабо, така да едва се диша. Стварно. Дивоград би сметат многу бидејќи не се знаедва патишта на кај се изградени допад. И за Дивоград би да не збориме, ама секој што направил Дивоград би имал позадина. Инаку досега општинската власт на Таравари има урнато само еден, како што посочуваат оттаму диво изграден зид, каде треба да се изгради локален пат. Гостиварка пријавила обид за силување во влезот на зградата во која живеела. Ноќеска 5 минути после полноќ во полициска станица Гостивар, 48 годишна жена од Гостивар пријавила дека непознато лице се обидело да изврши полов напад врз неа во влезот од зградата во која живее, соопшти МВР. Кога влегла во влезот од зградата, по неа влегло и лицето, ја фатило за рака и се обратило со вулгарни зборови. Таа почнала да го удира со чантата, ја отворила вратата од зградата и го турнала надвор на улица, пошто почнала да вика, а лицето побегнало во непознат правец. По преземени мерки, а поради основано сомнение дека е сторител на делото, од слобода бил лишен 29-годишник од дебарското село Требиште. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Како што соопшти МВР во угостителски објект на улицата Борис Кидрич во Тетово, ноќеска во 2 часот и 50 минути полициски службеници презеле мерки по пријава за гласна музика. На собственикот, 33 годишен тетовец, му било укажано дека веднаш треба да ја изгасне музиката и му биле побарани лични документи за идентификација. Тој одбил да го стори тоа и почнал да ги омаловажува полициските службеници. При обид да биде приведен и внесен во службено возило, 45 годишен тетовец почнал да турка и да му се заканува на еден полициски службеник. Тој бил приведен и задржан во полициската станица Тетово за понатамошна постапка. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Бугарија и Македонија имаат заедничка историја и тоа е историја која припаѓа на историјата на Османлиската империја, но имаат и преплетена историја. Денеска нема историја што не е преплетена историја, вели Петар Тодоров, историчар од Институтот за национална историја и член на заедничката Македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Работата кој се представува диалог, во кој двете страни ги представуваат своите гледишта и си кажуваат едни на други што е тоа што им пречи во учебниците по историја. Комисијата по историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија треба да работи на лоцирање на толкувањата во учебниците кои се засновани на националистички, шовинистички предрасуди и кои се извор на конфликт помеѓу двете држави и двата народи. Оваа комисија не е прва во овој век и на овој свет. Такви комисии се формираат уште пред во 20-тиот век. Не е ни прв пат македонски и бугарски историчари да работат и да разговараат меѓусебно за темите кои се сметат како болни теми во односите помеѓу Македонија и Бугарија. Дури противниците противниците помеѓу историчарите на договорот и работата на комисијата во минатите времиња работеле во заеднички проекти за создавање заеднички проекти со бугарските колеги за создавање на заеднички расказ, историски расказ кој треба да ги надмине конфликтите и кој треба да состави расказ кој е директно спротивен на националните наративи. Ако добро ве разбирам, комисијата е претежно концентрирана на содржината на учебниците по историја во Македонија и во Бугарија. Комисијата нема мандат да им кажува на историчарите како да работат и како да ја пишуваат историјата.
историчарите и во Македонија и во Бугарија ќе продолжат да работат и да пишуваат историја онака како што досега работат и онака како што знаат во својот општествен контекст, во својот политички контекст. Работата на комисијата е исклучиво насочена кон учебниците и наставните програми по историја, по географија, по литература. Оние предмети каде што наоѓаме точки или толкувања кои предизвикуваат конфликт помеѓу двете држави, двете народи. Има ли некаква временска рамка, динамика на работа, кога треба да се заврши одреден дел од работата, кога треба да заврши целосно работата на комисијата? Динамиката ја утврдуваат самите членови на комисијата на состаноците, на нивните средби. Праксата, европска и светска, покажува дека комисиите немаат одреден рок, ниту пак оваа комисија има дадено и е даден рок до кога треба да ја заврши својата работа. Искуството во Европа и во светот покажува дека овие комисии знаат да работат доста долго, понекогаш и повеќе од 10 години. Не е целта, по моје мислење, не е да се даде што побрзо резултат, туку да се работи поквалитетно, да се утврдат точните точките кои предизвикуваат проблем и тие да се намерат. Доколку е потребно повеќе од 5 години, да, мислам дека ќе треба да работиме повеќе од 5 години. Но не можеме да кажеме во оваа фаза колку точно ќе и колку време ќе работи комисијата. Кој треба да биде крајниот резултат од работата на комисијата меѓу Македонија и Бугарија? Останува на сите нас во Бугарија и во Македонија да видиме кој ќе биде крајниот резултат од работата на комисијата. Но доколку се следат позитивните европски и светски искуства, работите на комисиите помагаат во надминување на конфликтите кои постојат помеѓу две држави, два народи. Но треба да се знае и треба да се земе во предвид дека надминувањето конфликт не може да се остави само на комисијата, тоа е еден многу посложен процес, но секако работата на комисијата ќе помогне во надминување на тие конфликти. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со Петар Тодоров, историчар од Институтот за национална историја и член на заедничката Македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес времето беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне се услови за локален пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневната од 24 до 32 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево, а попладне нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 11 до 20 степени, а дневната од 22 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 8.